вести на Канал 8, добродојдовте. Министерот за здравство Венко Филипче најави враќање на учениците во училиштата од септември. За 2 недели целосно ќе бидат завршени протоколите за новата учебна година. Доколку епидемиолошката состојба и во септември е мирна и стабилна како сега, учениците ќе се вратат во училишните клупи. Истакна министерот за здравство Венко Филипче, нагласувајќи дека речиси се готови протоколите кои ги спрема експертска група за безбедно враќање во училиштата. Доколку вака продолжат трендовите и бројките и ситуацијата и понатаму мирна, да, учениците ќе се вратат да учат со физичко присуство без никакви рестрикции во училниците од 1 септември. Има некои општи и генерални препораки во однос на организација на наставата во училиштата, но тие важат сега. Верувам дека дел од нив сигурно ќе важат и во есенските месеци, а тоа е често ветрење на просториите, држање на прозорите отворени, а во однос на маските е согласно епидемиолошката состојба. Филипче рече дека во наредниот период, кога ќе пристигнат значителни количини од вакцините против COVID-19, ќе бидат вакцинирани сите просветни работници. За сега се вакцинираа само оние кои наставата ја држеа со физичко присуство, околу 10.000 наставници. Останатите 20.000 треба да се вакцинираат во наредниве месеци. Успешно и без никакви проблеми помина полагањето и на последниот интерен предмет од државната матура во Кочани. Паралелно се полагаше и завршниот испит, а започна и второто пријавување од првиот уписен рок за идните средношколци. Заклучно со денешното полагање на интерниот испит, матурантите го завршуваат полагањето на државната матура. Успешно е спроведено полагањето на четвртиот и последен предмет од државната матура, истакнуваат од училиштата. Паралелно се полагаше и вториот предмет за оние матуранти кои пријавиле завршен испит. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев државна матура полагаа 90 матуранти, а 70 завршен испит. 22 матуранти полагаа завршен испит од 3-годишното образование и полагањето помина без никакви проблеми. Сите ученици се јавија за испит. Полагањето го следеа атестатори и инспектори од Државниот испитен центар и од Бирото за развој на образованието. Пред полагањето од страна на Државниот испитен центар и Министерството за образование и наука беа усвоени сите неопходни протоколи врз основа на кои матурата треба да се спроведе во услови на пандемија, а со цел заштита на здравјето на учениците, наставниците и сите учесници во процесот. Проектната задача се реализираше од 15 март до 30 април, а резултатите ќе бидат објавени во рок од 30 дена од вториот екстерен испит. Оние матуранти кои што нема да положат матура во јуни, ќе имаат втора можност во августовската сесија. Термините се 11 август за првиот и 13 август за вториот екстерен испит. Паралелно започна и второто пријавување од првиот уписен рок за идни средношколци. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев досега се запишаа 150 ученици, а оние кои го пропуштиле првиот рок ќе може да се запишуваат и во наредните 2 дена и на 30 јуни. По изборот на изведувач на градежните работи, за неколку дена ќе почне реконструкцијата на градскиот парк и околината на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Целата инвестиција чини околу половина милион евра, што се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа на Кочани. Општина Кочани наскоро ќе почне реализацијата на проектот за реконструкција и уредување на паркот и просторот околу Центарот за култура Бели Мугри. За неколку дена ќе стартуваат градежните работи, со што до крајот на годината целата локација ќе добие поинаков изглед и подобрена функционалност. Избраниот изведувач по спроведената тендерска постапка, компанијата Исток Мермер од Кочани, ќе работи на првиот дел, што ги опфаќа архитектурата, водоводот и канализацијата. Партерното уредување на шеталиштето ќе зафати површина од 5420 метри квадратни. Поплочувањето ќе се врши од северниот дел, од мостот кај шопинг центарот, па јужно кон ресторанот Пролет, се до двојниот мост. Подот ќе биде обновен со гранитни нелизгави плочки. Според договорот, во наредниот период ќе се изведат и подготвителни работи за изградба на нови амфитеатрални скали, конзолно спуштени кон Кочанска река, што ќе се простираат на површина од 120 квадратни метри.
Во централниот дел на паркот ќе се изгради фонтана по принцип на распрскувачи. Исто така ќе се постави современо обликувана урбана опрема и информативно пано со мултимедијален екран. Спомен бистите на Љупчо Сантов и Раде Кратовче ќе се преместат источно, а ќе се изгради и санитарен јазол. Бетонското гледалиште од северната страна на Центарот за култура Бели Мугри ќе се отстрани, а ќе се уреди постојниот паркинг во непосредна близина. Со реконструкцијата на паркот ќе се оформи осмислен простор како шеталиште, што во себе ќе има привлечни содржини и ќе нуди различни можности за посетителите. Кон ова ќе се надоврза изградбата на новиот пешачки мост Пријателство, за кој во завршна фаза е изработката на основниот проект. Реконструкцијата и уредувањето на паркот и просторот околу Центарот за култура Бели Мугри ќе трае 6 месеци. Мултифункционален центар добија граѓаните на општина Зрновци. Ке биде на услуга на пензионерите, како и на младите лица во општината. Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Со цел обезбедување на достоинствен живот на старите лица, заради подигнување на квалитетот на живот на индивидуите и семејствата, како и обезбедување институционално учество на младите во донесувањето одлуки во локалната самоуправа. Општината Зрновци, вклучувајќи ги граѓаните преку форумски процес, со добиените финансиски средства од Швајцарската агенција за развој и соработка, обезбедени од UNDP, го реализираше проектот Мултифункционален центар. Мултифункционалниот центар содржи наменски простории, клуб на пензионерите, младински центар и канцеларија за социјални работи. Истиот ќе биде на услуга на повозрастните жители на општината, односно пензионерите, кои ќе можат своите состаноци да ги одржуваат во тој центар, а исто така и на услуга на младите лица од општината Зрновци и населените места Видовиште и Мородвис, со цел да се креираат и договараат плановите за учество во донесувањето на важни одлуки во локалната самоуправа. Освен овие услуги, граѓаните ќе можат да добиваат и социјални услуги во новиот мултифункционален центар. Двајца вработени во Кочанската полициска станица заработија кривични пријави затоа што ги надминале своите овластувања и незаконски набавувале храна и пијалоци. Со тоа го оштетиле буџетот на Министерството за внатрешни работи за над 83.000 евра. Две лица, вработени во полициската станица во Кочани, заработија кривични пријави заради надминување на овластувањата во службата. Внатрешната контрола на нивното работење открила дека тие направиле незаконски пропусти и предизвикале финансиска штета. Според официјалното известување од Министерството за внатрешни работи, кривични пријави се поднесени против 63-годишниот ЈС и 47-годишниот ДН поради сомнение за сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластувањето. Првопријавениот 63-годишник како советник во одделението за административни и заеднички работи при Министерството за внатрешни работи во Кочани и второпријавениот 47-годишник како виш референт, искористувајќи ја својата службена положба, ги пречекориле границите на овластувањето. При тоа, во периодот од 2019 до 2021 година, постапувајќи противзаконски, без спроведена постапка за јавна набавка и без склучување договор, во 409 случаи извршиле набавка на храна и пијалаци за потребите на полицијата од 7 фаворизирани оператори. Како што додаваат од Министерството за внатрешни работи, со оваквите нелегални активности биле потрошени над 5.130.000 денари, средства од државниот буџет. Кочани и Виница се вклучени во проектот за патувачко кино Македокс. Во јули и септември во двете општини ќе бидат прикажани документарни филмови на отворен простор. Патувачкото кино Македокс во текот на летниот период ќе реализира повеќе проекции на отворен простор, при што ќе се прикажат документарни филмови изработени од домашни и странски автори. Годинава манифестацијата го менува својот формат и наместо 15-дневно доживување ќе направи викенд проекции во 8 града и населени места во североисточниот регион. До сега беа прикажувани документарни филмови во речиси сите градови и региони низ државата.
Проекциите се под отворено небо и достапни се за сите заинтересирани граѓани. Во својата 12-та година, патувачкото кино на Македокс ќе ги опфати Кратово и селото Шлегово во последниот викенд од овој месец. Во јули пак, патувачкото кино ќе прикажува документарни филмови во Штип на 2 и 3 јули, како и во Ризари на 9 и во Кочани на 10 јули. Последната сесија за оваа година ќе се случи во септември со проекциите во Виница на 3 септември и во Пеклјани на 4 септември. Сите проекции почнуваат во 21 часот, а влезот е бесплатен. Патувачкото кино Македокс 2021 е поддржано од Агенцијата за филм, како и од општините Кратово, Кочани, Штип, Виница и Центарот за развој на Источниот плански регион. Поради пандемијата од COVID-19, задолжително ќе биде носење маска за секој посетител, а исто така ќе се врши и дезинфекција на раце и мерење на телесната температура. Општина Кочани и Црвен крст го продолжија јавниот повик за обука и сертифицирање негуватели за грижа на стари и изнемоштени лица и ќе трае до 30 јуни. Сите кои ќе бидат обучени ќе се стекнат со верификуван сертификат, а апелот за пријавување посебно се однесува на лицата од руралните средини. Јавниот повик за обука и сертифицирање на негуватели на стари и изнемоштени лица, што го објавија Општина Кочани и Црвен крст, се продолжува за уште една недела и ќе трае до 30 јуни, истакнуваат од општината. Јавниот повик е за потребите на проектот Подвижност, финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка. Конкурсот е објавен во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги. Предвидува обука на негуватели и негувателки за помош и нега на стари лица, а сите кои ќе бидат обучени ќе се стекнат со верификуван сертификат. Од општината истакнаа дека интерес има, но апелот за пријавување на лица посебно се однесува на оние од руралните средини, бидејќи таму има реална потреба од такво нешто, а досега има мал број пријавени. Кандидатите треба да се полнолетни државјани на Република Северна Македонија, да бидат неосудувани во општа психофизичка состојба за работа, да имаат завршено најмалку основно образование, да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица, како и да се подготвени да обезбедуваат помош и нега во домовите на лицата по завршување на обуката. Предност имаат лицата кои живеат во општина Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, што ја изгубиле работата во време на пандемија или се невработени од ранлива категорија граѓани. Заинтересираните лица за работа како негувател во рамките на овој сервис да се пријават со контакт податоци на имејлот kochani@redcross.org.mk или да ги достават потребните документи во канцеларијата на Црвен крст Кочани. Сите заинтересирани кандидати ќе бидат повикани на интервју. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.